Иначе во ова исто студио и амбасадорката на САД Ангела Агилер рече дека, цитирам, воопшто не ми се допаѓа состојбата во судството. Сакам да видам помалку зборување, а повеќе дејствување во рамките на судството. Јас ова сум го кажала неколку пати. Не, ова до толку повеќе што, пример, Соединетите Американски држави половина милиарда долари имаат вложено во судството. И секој да знае, секој го гледа од еден друг аспект. Зошто се потрошени Ја не сум вложила пари во судството, меѓутоа ја потекнувам од тамо и знам кога судството и како судството тргне на надолна линија. А од друга страна, исто така гледам како малку се прави нешто да тргне сега на нагорна линија. Значи, зборувавме за перцепција. Перцепцијата е таја која што е, може би, во дадената ситуација најлоша. Не сакам сега да зборувам за тие 2%, заради тоа што тие 2% не се така како што се представува во јавноста. Тие 2% недоверба се извадени од целокупната недоверба, која што има неколку, да речам, сегменти. Целосна недоверба, половична недоверба, недоверба во еден дел, она испитување што беше Сакате да кажете дека е поголема довербата во судството од 2%? Вршени се одредени други испитувања и не ја покажува состојбата од 2% недоверба. Целосна недоверба. Значи, овие 2% се за целосна недоверба. Меѓутоа, тоа да го ставиме на страна, зашто тоа, повторно ќе кажам, веќе е присутно секаде и секој зборува за таквата мала недоверба. Меѓутоа, она што мене ми смета и она што јас сметам дека секој треба да се, кој што е нормално релевантен фактор, да се утврди состојбата. Тоа е она што се прават анализи, тоа е она што тие одредени анализи доаѓаат до некакви заклучоци, па тие заклучоци треба да се елаборираат. Законите се тие кои што исто така укажуваат на одредени проблеми, макар да лично сметам